денешното издание на регионалните вести ќе гледате. Гостиварецот Јосиф Мишевски леташе со параглайдер во знак на поддршка за лицата со ретки болести. Конференција на тема енергија, економија и екологија беше одржана на Универзитетот на Југоисточна Европа. Започнува 9-тото издание на филмскиот фестивал Watch Out во Тетово, кој ќе трае до 12 јуни. Животот со ретка болест за гостиварецот Јосиф Мишевски е само предизвик повеќе за општествено ангажирање и нови подвизи. Викендот што измина, ова момче полно со енергија и ведрина леташе со параглайдер во знак на поддршка за лицата со ретки болести. Фармацевт по професија, насмеан и ведар по дух, неуморен и секогаш максимално ангажиран во својата мисија да помогне да се слушне гласот на лицата со ретки болести. Вака со неколку зборови може да се опише гостиварецот Јосиф Мишевски, момче родено со ихтиоза. Животот со оваа ретка болест на кожата за 31 годишниот Јосиф Мишевски е само предизвик повеќе за општествено ангажирање и нови подвизи. Редовно учествува во проекти и активности кои во центарот на вниманието ги имаат ретките, а викендов што измина леташе со параглайдер во знак на поддршка за лицата со ретки болести. Адреналинскиот лет се случи над Охридското езеро во тандем со искусен летач. При самото полетување и кога веќе се полетам кон височините, со текот на како што изминува секундите, бидејќи лето трае минути, не трае со часови, како што изминуваат секундите, така да чувството на страв се намалува, се опушташ и едноставно почнуваш да уживаш во погледот кој што е пред тебе, над тебе и под тебе и пред тебе. Затоа што едноставно лебдиш над сите. Охрид е, значи, прекрасен град, значи располага со прекрасни убавини, така да има и што да се види од навистина од високо. Преседа авантуристичко е и адреналинот е на многу по-високо ниво. Така да убаво искуство, морам да споделам, така да можам да пренесам на сите останати кои што сакаат тоа да го направат, дека може да го направат и да не се плашат. Постои доза на страв, но на крај тоа се нулира, така да нула. Освен што леташе со параглайдер, Јосиф во Охрид учествуваше и во спортската манифестација Охрид трчат, во трката на 5 километри наменета за рекреативци, а во која се вклучува секоја година. За животниот пат на Мишевски, предизвиците, неговата инспирација, желби и планови, пошироко ќе можете да гледате во емисијата Приказниот гостивар, што ќе ја емитуваме на ТВ КМ во четврток навечер. Конференција на тема енергија, економија и екологија беше одржана на Универзитетот на Југоисточна Европа. Акцентот беше ставен на климатските промени, животната средина и зелената економија. Глобалните климатски промени, животната средина, енергијата и така наречената зелена економија беа главните точки на кои се дискутираше на денешната конференција насловена како енергија, економија и екологија. Истата беше одржана на Универзитетот на Југоисточна Европа. Своје обраќање пред присутните меѓу другите имаа ректорот на универзитетот, академик Абдул Менав Беџети и министерот за животна средина Насер Нуредини. Денеска ние организиравме оваа дебата во тема Triple E, тоа значи енергија, екологија и економија, кој произлегува како иницијатива уште пред повеќе од една година од самото Министерство за животна средина и просторно планирање, благодарејќи и на министерот Нуредини, кој што на некој начин ни потикна да размислуваме во овај правец како иднина во делот на одржлива економија и одржлив економски раст.
И токму откако се акредитира ова програма, значи веќе е објавено и повикот, значи објавено огласот, очекуваме првите запишувања на студенти и се разбира тоа е целта на таа програма интердисциплинарна со бекграунд и економски факултет и правен факултет за делот на регулативата, но и факултетот на социјални науки кај што ќе поддржува во делот на така наречен создавање и издигнување на одговорноста. Конференцијата беше организирана од Факултетот за бизнис и економија при Универзитетот на Југоисточна Европа. На пресконференција председателот на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН од Тетово Ангел Карапетров се осврна на најавените политики на ДУИ, посочувајќи ги проблемите на градот. Зелената ДУИ на Ахмети и листопадната СДСМ на Заев направија таква штета на Тетово, што речи си е невозможно да се поправи. Ветуваа се и сешто, од подземни континери до стандардни претоварни станици, регионална депонија, зеленило и паркови. Ветуваа ширење на градот, катни гаражи, ред во сообраќајот и што ли уште не. Ветуваа европско Тетово, но ветувањата останаа на ќе. Наместо претоварна станица, според стандарди, имаме импровизирана депонија во Фалише, каде се истура целиот отпад од градот директно на земја, загадувајќи ја околината. Не се реши ниту проблемот со депониите околу градот и во градот. Тетово стана град депонија. Не се реши ниту проблемот со водата за пиење, која дивите приклучоци и губењето на вода во старата водоводна мрежа го оставаат стариот дел на Тетово без вода. Шумите се масакрираат од дивата сеча и изградбата на патишта до малите централи, со кои се уништуваат и реките. Тетово се уште нема прочистителна станица за отпадни води. Наместо зеленило и паркови никнуваат згради како печурки, за кои нема предвидено паркинг места или ги има само на хартија, а на уличките во централното градско подрачје владее тотален сообраќаен хаос. И населението кое живее таму е принудено да се справува како знае и умее. Дополнително се загрижени за состојбата на Шар планина, каде наместо ревитализација, која одамна требаше да се случи, власта најавува голф терени. Топло им препорачуваме да се освестат, да гледаат најбрзо да го решат овој проблем, а не да излегуваат со вакви смешни изјави. За жал, Тетово е еден од незагадените градови во Македонија и покрај тоа што Југохром го затворија. Тетовското здружение на пензионери денес беше домаќин на 19-тата регионална ревија на песни, музика и игри. Во манастирскиот комплекс во Лешок денес се одржа 19-тата регионална ревија на песни, музика и игри, чиј домаќин беше Здруженијето на пензионери од Тетово. Со своји настапи пред присутните се представија членовите на повеќе здруженија. Поради пандемијата, бројот на учесници беше ограничен. Повод за овој собир е 19-та ревија на песни, музика и игри, која се одржува во нашиот регион и ние како Тетово сме организатори, односно домаќини на ова ревија. Настапуваат 6 здруженија, поштувајќи од Тафталиџе, Карпош, Бутел, Ѓорче Петров, Шуторизари и Тетово. Сите доаѓаат со свој обичај, свој традиционални фолклорни песни, игри и ред други работи добри. Ова ревија нема напреворачки карактер. Секој настап изобилува со убавина. Инаку, карактеристично е што ова ревија се одржува за време на пандемијата. Затоа се преземни сите мерки за да се почитуваат протоколите кои се препишени од страна на Министерството за здравство и владата на Република Северна Македонија. Тука се, колку што знам ја, домаќин Тетово, Ѓорче Петров, Карпош, Центар, Тафталиџе, Бутел и Шуторизар општините. Ова програма денес ќе биде скратена поради пандемијата COVID-19. Тоа беше исто и лани,
Тетово не беше домаќин, ова година Тетово е. Работиме со скратена програма. Настапот на секое здружение е ограничено на 8 минути, а и бројот на учесниците од секое здружение е ограничен. Најповеќе може 10 луѓе да присуствуваат, а од тие 10 луѓе само 8 можат да настапат со песни или друга содржина која наште за време од 8 минути треба да го завршат настапот нивен. Пензионерите повторно ќе се сретнат на Републичката ревија, која ќе се одржи на 23 јуни. Започнува 9-тото издание на филмскиот фестивал Watchout во Тетово, кое ќе трае до 12 јуни. Прикажувањето на филмовите ќе биде на отворено секоја вечер во 20 часот. Освен тоа, фестивалот ќе биде збогатен и со активности насочени кон трансформација на јавните простори во градот. Љубителите на филмската уметност ќе можат да го проследат 9-тото издание на филмскиот фестивал Watchout по една година пауза поради пандемијата. 4 последователни ноќи проекциите на филмовите ќе се одржат на отворено во спомен куќата на КПМ во Тетово, а зависно од временските прилики и во просториите на центарот Лоја. Се надеваме дека ќе може да го организираме, ако времето е добро, во амфитеатарот, кај што вообичаено се случува, но доколку ќе врне или временските услови нема да бидат на наша страна, се спремени двете простории, ова тука долу, една просторија горе, која ќе служи за да се прикажат филмови и ќе може да угостиме отприлика околу 70 мина по настан, 30 долу и 40 мина горе. Фестивалот ќе биде збогатен со активности насочени кон трансформација на јавните простори во градот. Настаните вклучуваат мурали, театарски представи, работилници и дискусии. За 9-тото издание имавме 185 филмови кои аплицираа од 33 држави и 5 континенти. Тимот доаѓаше секој ден за да ги гледа филмовите и да направи селекција. Од вкупниот број 25 им предадовме на жири комисијата и има 3 победници по категориите документарни, кратки и анимирани. Значи, идејата за воркшопови е да ние нема да прикажеме само филмови, туку да збориме околу филмовите, да разменуваме мислења и да може да дебатираме взаемно за темите кои се третираат во самите филмови. Значи, еден воркшоп кој ќе биде посветен од Хана спроведен, ќе се случува утре во 4, ќе го таргетира джендерот, односно полот во филмовите. Идејата за муралот се заснова на прашањето што е дом. Сите знаеме дека тоа што го нарекуваме дом е допир, мирис, поглед и глас. Откако ќе го видите муралот, ќе видите дека ние се обидовме да направиме да се чувствувате како да сте дома. На него има дом, оган и велосипед. За организацијата на фестивал кој представува единствен од ваков тип, потребна е голема техничка и логистичка организација. А Лоја успева веќе 9-та година да го организира надвор од секоја институционална рамка и да придонесе во промоција на алтернативната култура и користењето на јавен простор за развој на културни цели. И со сите овие работилници кои беа најавени претходно, не само што се зголемува културната свест, туку и се зближуваат автори и индивидуалци од целиот свет. Фестивалот Watchout е во организација на Центарот за балканска соработка Лоја, а поддржан од Гете институтот од Скопје. На 19 јуни свечено ќе биде отворен реновираниот планинарски дом Љуботен. Постои веќе 90 години и е место каде што голем број влюбеници на планинарството уживале во убавата природа низ годините. 90 години од изградбата на планинарскиот дом Љуботен се одбележува годинава. Тој е прв планинарски дом кој е изграден во 1931 и се уште постои. Планинарскиот клуб Љуботен со поддршка на многу луѓе и влюбеници во планинарството години наназад го реновира домот, а на 19 јуни ќе се изврши и свечено отварање на истиот.
Ќе направиме едно свечено отварање, ќе направиме настан каде што ќе има планинарска тура која што ќе се движи од Старо село до планинарскиот дом Љуботен, ќе има една мала прослава нели на пред планинарскиот дом Љуботен, каде што е нели отворена за сите отворена покана за сите и после тоа нели ќе домот веќе станува во функција. Максималниот капацитет на планинарскиот дом ќе биде 55 легла. Може да го посетат сите заинтересирани лица кои сакаат да уживаат во планинарските активности и прекрасната природа. Сега ќе почнеме значи само да работат бунгаловите и подкровието на домот. Тоа значи дека ќе имаме капацитетот во бунгаловите има 10 легла и на подкровието 20 легла во една заедничка просторија. Тоа се сегашните капацитети кои што имаме значи 30 легла и со овој капацитет домот ќе работи, нели цените ќе бидат различни во бунгаловите и ваму. Секако дека за планинари кои што се членови на планинарски друштва, кои што се имаат редовна платена чланарина, ќе има одреден попуст. За членови на исто така и на планинарскиот клуб Љуботен ќе има одреден попуст. Така да отворен е домот за секого. И се разбира дека најмногу апелираме до луѓето кои што се заинтересирани да го посетат домот. Секако ќе има нели сега уште сме во фаза на подготвување, ќе има нели каде да се пријават, да дојдат луѓето горе, да бидат услужени со тоа што сакаат и тоа е она што го планираме. Секако дека домот не е финиширан, има уште многу работа, затоа што сепак се работи за објект кој што е стари, нели додека се реновира, му е потребно време. Сакаме да ја задржиме автентичноста на објектот. Имаме пример врати кои што се од 31 година, кои што за жал нели гревот е да се фрлат, односно треба се репарираат, а репарирањето некогаш е одзема повеќе време и енергија за да се заврши. Така да имаме некој план таму негде во октомври да го дофинишираме домот и за зимската сезона веќе во комплетно да биде пуштен во функција. За 19 јуни од планинарскиот клуб Љуботен ги повикуваат сите кои сакаат да присуствуваат на свеченото отворање да дојдат до планинарскиот дом за заедничко одбележување на јубилејот. Затворен угостителски објект во Тетово, при што биле приведени 12 лица. Пријави за каснување од кучиња скитници. Следуваат деталите од полицискиот билтен. Полициски службеници на СВР Тетово во координација со одсекот за прекуграничен криминал, миграции, странци и реадмисија Тетово и Државниот пазарен инспекторат вчера вечер од 23 часот и 35 минути до 50 минути по полноќ спровеле акциска контрола во угостителски објект на улица Колја Неделковски во Тетово. При контролат во објектот биле затекнати 11 женски лица кои ги забавувале присутните гости. 9 од затекнатите женски лица биле странски државјанки од Србија, Украина, Албанија, Молдавија, Литванија, Бугарија и Русија на различна возраст од 20 до 34 години. Тие се лишени од слобода заедно со 24 годишен вработен во објектот и 2 женски лица од нашата земја. Објектот е времено затворен од Државниот пазарен инспекторат. Се преземаат мерки за расчистување и документирање на случајот и ќе следуваат соодветни поднесоци. Вчера околу 12 часот и 20 минути на улица Љубо Божиновски пиш во Тетово, полициски службеници на СВР Тетово лишиле од слобода 47 годишен тетовец, кој претходно оштетил патничко моторно возило, сопственост на жител на Тетовско Теново, а потоа се однесувал агресивно и физички го нападнал. Тој бил задржан во полициската станица Тетово за расчистување и документирање на случајот и ќе му биде изготвен соодветен поднесок. Вчера во 16 часот и 45 минути во СВР Тетово пријавено е дека во електричен трансформатор поставен во комплексот Арабати Баба Теќе во Тетово, без знаци за живот бил пронајден 38 годишен тетовец. Го пронашал и случајот го пријавил чуварот на комплексот, пошто јавен обвинител и екипа од СВР Тетово извршиле комплетен увид. По наредба на јавниот обвинител, телото на починатиот било предадено на семејството. Вчера во 9 часот 30 годишна гостиварка во СВР Тетово пријавила дека околу 7 часот и 20 минути во парк на улица Мара Угринова во Гостивар била касната од кучиња скитници. Вчера во 18 часот во СВР Тетово пријавено е дека половина час пред тоа во Гостиварско Врапчиште малолетно дете било каснато од куче скитник, пошто било пренесено во Гостиварската општа болница Ферит Мурат за укажување на лекарска помош. Вчера во 14 часот и 35 минути во СВР Тетово пријавено е дека изведувајќи градежни работи во Неготино Полошко се повредил 41 годишник од ова гостиварско село, кој потоа бил пренесен во Гостиварската општа болница Ферит Мурат за укажување на лекарска помош.
Со прогнозата за времето ги завршуваме регионалните вести. Ви благодарам на вниманието со кое не следевте. Пријатно!